Здраво, дечки, Стефани овде. Прво да ви се заблагодарам за големата заинтересираност и за прашањата што ми ги поставивте. Па се надевам дека ќе уживате во видеото. Прво прашање. Што правиш во слободно време? Во слободно време правам колачи, спијам и гледам TikTok. Второ прашање. БФФ од празни муабети. Немам БФФ од празни муабети, сите заедно се дружиме, сите сме едно, сите сме група. Омилен скеч. Немам конкретно омилен скеч, но доколку можам да издвојам некој, тој би бил Клеопатра. Беше многу ладно и на сите ни студеше, а се што е зад камера беше буквално со вентијага, а јас бев пофустан. Иако ми беше многу ладно, многу го си поминавме. Кој те смее најмногу? Најмногу можеби Бојан и Димитар, сите, но посебно Бојан и Димитар. Која е твојата неостварена желба? Мојата неостварена желба е да го посетам Дизниленд, може звучи детски, но колку години имаш? Имам 23 години. Доколку патуваш, кое место би го посетила? Мислев, прво место што би го посетила во нареден период би било Турција, но желба ми е да го посетам Париз. Омилен актер или актерка и која земја би ја сакала да ја посети, како што веќе напоменав Париз. Омилен актер или актерка, не знам, Моника Белучи. Димитар Иванов прашва, дали би сакала глобално да ги прошириш рачните изработки или изработки, како е правилно, бидејќи колку што си убава, толку убави работи правиш. Би сакала, но не знам дали би успеала, но сепак ќе проложам да ги правам, па се надевам дека ќе се прошириме малце повеќе. Пеце Лавчански, кога продаваше цвеќина на корзо преку Црвен крст, мислам, кога ти купив едно и ти го подарив, дали беше изненадена? Да, Пеце, многу бев изненадена. Се уште сум, што би рекол Кико. Фала ти сепак. Иначе, продававме цвеќина за една хуманитарна акција, за едно бебе за кое беревме пари. Куче или маче? Куче дефинитивно. Дали сакаш да патуваш и каде имаш патувано некаде низ Европа? И дали може поз? Поздрав Ана Марија Стојковска, сакам да патувам, но не сум имала можност досега да патувам. Имам патувано во Хрватска, Србија, Грција, Албанија, Турција, Италија. Што си во хороскоп? Во хороскоп сум Водолија. Која ти е најголема палавштина што си ја направила? Поздрав. Поздрав Стојковски Леони. Најголема палавштина што сум ја имала направено е тоа што имам избегано од дома. После ја дошла путници, ама тоа не е битно. Стефан Радевски прашува, дали си мажена и ако не си пиши ми. Не, Стефан, не сум мажена. Така да... Од кој град си, колку години имаш и дали си љубител на алкохол? Да, љубител сум на алкохол, од Битола сум и пак имам 23 години. Дали си имаш возено во авион? Прашва Димитар Талевски. Не, Димитар, нажалост се немам возено. Се надевам дека кога тогаш ќе се возам. Дали ме знаеш? Андреја 300, молам поздравим. Поздрав, Андреја, те знам и тебе и твојата фамилија многу добро. Во кој основно училиште учеше? Поздрав Трампевска, основно учев Ѓорги Сугарев, поздрав до сите наставници таму, многу си ги сакам. Исто така средно учев во горната гимназија. Кај си вака? Во Дримкаст моментално. Дали имаш дечко? Да, имам дечко. Мартин прашува дали има аудиција и дали би можел да глумам и да бидам дел од празни муабети. Поздрав Мартин, сега за сега нема аудиција, но мислам дека кога ќе помине целата ситуација со короната, би требало да има, така да зошто да не можеш да бидеш дел од нас, доколку сакаш, доколку можеш. Валерија прашва, дали ме памтиш кога се сликавме во Вајкики? Мислам дека те памтам, Валерија, поздрав до тебе. Марко прашва, дали голубите на сторите посраа? Нема. Димова 1, 2, 3. Дали си имала некој дечко за една недела? Не. Не сум имала дечко за една недела. Мартин Ефремов. Стефи, дали можеш да направиш фристайл на пеење овде пред камера да видиме дали те бива? Не ме бива ич и нема да направам. Многу лошо звучи, многу лошо. Што обожава да прави освен да глуми? Јас обожавам многу да цртам. Имам свој дневник што го водам. Кога ми е многу тешко, да речем, кога сум многу под тензија, сакам да се релаксирам малце, кога отворам, цртам, пуштам музика.
Да не се викаше Стефи, кое име ќе го имаше? Симона. Значи, ме имат завикано Симона, групата со која што снимаме. Која да ти го прашам? Како? Која да ти го поставам? Најголем страв. Имам страв или фобија од црна темница. Темница, не. Значи не можам да поднесам темница. Буквално дечко ми има затворено. Ни. Буквално дечко ми има затворено во WC, значи за да ја пребродам таа фобија. Не. Омилена боја. Бела? Не знам. Дали имаш милениче? Поздрави ме во видео. Поздрав Николов Андреј. Немам милениче. Би имала, доколку не би постоеле себични, дрски луѓе. Поздрав до нив. Најголемата смешка што си ја направила на некоја представа. Не се сеќавам, имало многу, вклучувајќи ги и представите за возрастни и представите за деца. Дали го имаш посетено градот Ресен? На јакиот град. Кое е омилено јадење? Омилено јадење пица вегетаријана и цезар салат. Дали имаш положено за кола? Поздрави ме во видео. Поздрав Анастасија. За кола немам положено. Се двоумам дали да положам или не, бидејќи мислам дека не ме бива толку многу за возење. И мислам дека би направила голема штета. Дали би сакале и би дошле во Демирхисар? Да, би сакале и би дошле во Демирхисар. Ние планиравме да направиме една турнеја низ Македонија, но настана целата ситуација со короната и немавме прилика да прошетаме. Што правиш за време кога снимате скеч, но во кој ти не глумиш? Односно позади камерите. Што правам? Обично сликам или снимам видеа што би ги поставувале на Инстаграм на сторис зад камерата. Им помагам на другите глумци да се облечат, им помагам со шминката, да оформам текст ако треба или било што друго, но не седам така во секој случај. Која кола ти е најуба? Фичо. Момировска прашува колку пати добиваш месечно. Шо точно? Колку години глумиш во празни муавети? Во празни муавети глумам од 2018 почнавме. Мислам да, 2018 или 2019. Не знам точно. Поздрави ме во видео. Поздрав Јованов 97. Истиот прашува што те поттикна да бидеш дел од празни муавети. Прво бев дел од Театар дел Арте. Почнав јас лично, почнав со детски представи. Ме викна Кристијан Танчевски на една аудиција за да ме види Бојан. Дали ми оди, дали можам да бидам со нив. Јас претходно имав некое искуство, да речам, со представи преку Црвен крст, што ги правевме. Прва представа ми беше Госпоѓа министерка, потоа ја глумевме стюардеси, односно ние имавме именувано Боинг, или обратно, да не беше, не сум сигурна. Во таа представа со стюардеси заедно глумев со Кристијан Танчевски и тој ме викна да бидам дел од Театар дел Арте. Така да почнав прво со Театар дел Арте и потоа од тоа излезе како проект ова Празни муавети. Дали планирате екипата Празни муавети да ја посетите Германија? Тешко, но се надевам дека можеби некогаш ќе биде. Дали Стефи чита? Кој жанр го обожаваш и што последно си прочитала? Искрено немам многу време за читање бидејќи работам многу работи. Сакам да читам, но ја немам таа навика да седнам да читам. Радо би работела нешто или би се занимавала со нешто, него да седнам да читам. Дали си срекна со малку пари, да имаш здравје и почит од фамилијата? Да, јас не сум материјалист, не гледам во парите, значи сум задоволна со многу малце, доколку од противна страна би имала почит, внимание, едноставно среќна да сум. Дали парите, среќата, здравјето, љубовта те исполнуваат? Парите не ме исполнуваат толку многу. Нормално на сите ни требаат пари, мило ми е кога ќе заработам нешто,
со свој труд сум го добила нештото, но не ме исполнува толку многу колку што ме исполнува здравјето и љубовта и вниманието од другите. Дали Стефи е креативна? Да, мислам дека сум креативна. Сега, јас можам да се фалам, но не сум таков тип на човек. Другите што ми имат речено, ми имат кажано дека сум многу креативна, така да... Ако ти речат да одиш на планина и покрај езеро во природа да живееш, ти би отишла на планина, дефинитивно. Неоткриен талент. Не имам некој посебен неоткриен талент. Ти се откри. Бојан сите ми ги откри. Фала, Бојан. Те сакам, Бојан. Прекрасна си, фала ти, Дамјановски. Мартин. Стефи, као си. Добра сум ти, као си. Дамјановски, празни муабети во срцето. Поздрав од Кавадарци. Ве гледаме на 24 часа. Фала ти. Многу убаво глумиш во празни муабети, те сакам најдобра си, така продолжи. Фала ти многу. Дали имаш милениче? Ако да, како се вика и што е? Не беше миленичето конкретно мое. Си го гледав, си го сакав, се викаше Бенджи, но повеќе не е мое. Требаше, но ете така испадна. Фала до тие луѓето што така испадна. Шо преш моментално снимам видео, Q&A. На кој месец, датум и година си родена? 25.1.1998. Која раса на кучина ти е омилена? Поздрав. Поздрав, Анастасија. Немам конкретна омилена раса на кучина, ги сакам сите кучиња. Многу сум голем љубител на кучиња. Како иде љубовниот живот? Супер, машала. Дали се занимаваш со нешто друго освен со глумата? Да, се занимавам со колачи правење. СВС Boxes, може да ме заследите на Instagram или на Facebook. Значи правам персонализирани колачи и исто така моментално работам и во телефон сервис. Омилена песна или филм? Сите филмови од Дизни ми се омилени, сега последно излезе Круела, сакам него да го гледам, уште го немам гледано. А омилена песна немам конкретно. Победничката песна на Евровизија, стварно е добра. Како мала што сакаше да бидеш? Како мала многу сакав да бидам стюардеса. Не ми се исполна таа желба и нема да ми се исполни, ото сум метро и жилет, прво и основно. Дали е лесбека? Не знам, Мики, шо мислиш? И последно прашање од Андрески. Дали има односи со некој? Па јас сум јавна личност, така да имам односи со јавност. Фала ви на сите за прашањата. Поздрав!